Приказна за тажниот петел. Знаете веќе дека Зоки Поки живее во многукатна зграда во центарот на градот. Бидејќи пред неа и зад неа нема двор, неговите родители чуваат еден петел на таванот. Тоа се разбира забрането, но петелот е толку убав и голем што не им дава срцето да го заколат. Секое утро Зоки и баба му носат храна на петелот. Кога ќе влезат тие на таванот, петелот секогаш стои мирно во еден агол, не се ни трга, ни бега. Само така, стои и гледа, понекогаш во Зоки со своите љубопитни очи. Бабо, се чуди често Зоки, што му е на овој петел? Тажен е, му вели баба му. Затоа е таков. Зошто би бил тажен? Па на таван е, Зоки. Кој петел не би сакал да биде надвор? Мисли Зоки. Многу е жално кога некој е тажен. Што може да се направи со овој петел? Да се пушти сосем малку на улица, например. Како би било тоа? Откога слегоа долу во станот, Зоки скришум се искрадува пак на таванот и почнува да го гони петелот надолу по скалите. Петелот првин изгледа многу зачуден, но потоа како да сваќа нешто, истрчува и почнува да бега по скалите. На свиоците ги шири крилјата како авион, скока и креска колку што му држи гласот. Зоки трча по него, се препиња, паѓа и вика. Се отвараат вратите од становите. Излегуваат жителите на големата зграда и кога го гледаат петелот, помислуваат дека тој треба да се фати. Сите потрчуваат по петелот, а тој сега веќе исплашен уште побрзо полетува на улица. Улицата малку го збунува. Застанува, почнува да гледа наоколу, испитува се и се што и се дуе. Се гледа дека е исплашен и среќен. И Зоки е исплашен и среќен. Тој не мисли на незгодите што може да ги предизвика овој петел на улицата. Бабичке, моли тој, не фаќајте го. Но никој не го слуша Зоки и тој почнува да плаче. Поминува еден камион и за малку убавиот петел ке се најдеше под неговите тркала. Зад него јурат две лимузини и еден автобус, па мотоциклисти со развеани виндјакни. Петелот сосем се избезумува, креска, ги шири крилјата и трча од еден до друг тротоар. Луѓето што трчаат кон него за да го фатат, уште повеќе го избезумуваат. Туку што ќе избега од нив, еве ги тркалата на некој автобус. Еве ги нозете на некој минувач или количка на некое бебе. Ах, каква брканица! Сообраќајот се запира. Доаѓа полицаец и бабата на Зоки мора да плати казна. Во градовите домашните животни не смеат да шетаат на улица и тоа треба да се знае и да се почитува. Но зарем тоа го знаеа Зоки и убавото петле? Петелот пак мора да се врати на таван. Но по овој настан, како нешто да се измени во неговиот живот. На Зоки му се чини дека тој сватилот и овде има пријатели. Инаку, зошто толку ведро би трчал кон Зоки кога овој секој утро ќе ја подаде главата низ таванската врата? Големиот убав петел, како да не е повеќе тажен. Дали е тоа поради пријателството со Зоки, или поради тоа што најпосле сватил дека во големите градови е подобро да бидеш на таван, отколку на улица?